Најдиректен, најсилен силен притисок имам осетено во периодот 2018-2019 година, кога на собир на екоактивисти, борејќи се против отворање, нели тогаш беа борбите за неотворање на рудниците Казандол и Ловица и уште десетина други рудници низ цела источна и југоисточна Македонија. На еден собир излегов и јавно најавив дека како пратеничка ќе поднесам закон за минерални суровини, измени на законот за минерални суровини, со забрана за употреба на цијаниди и сулфурна киселина при отворање на било кој нов рудник. И дека на тој начин единствено можеме да спречиме да се отворат оние рудници кои што веќе беа спремни за отворање, дека тоа е единствен начин да се крене рачна и да се спаси и природата и луѓето. Добив поддршка од активистите, го напишав законот, го поднесов, добив поддршка од десетина други колеги од собранието, од различни политички партии, издействував јавна расправа во собранието, на која што се дискутираше за овој предлог закон. И интересно беше и самото учество, кој да учествува на јавната расправа. Некои чудни мојкници преку влијание, преку различни служби во собранието и поединци, пратеници и групи и така натаму, спречуваа просто да влезат сите екоактивисти кои што сакаат да влезат на јавна расправа, па јас и со други колеги кои што бевме предлагачи, наоѓавме начини како да ги внесеме, бидејќи право е на секој заинтересиран граѓанин да учествува на јавна расправа која што го засега. И јавната расправа почна, јас го елаборирав законот, беа присутни представници од сите и постојни рудници во Македонија, меѓутоа и сите планирани рудници и сите лобисти тогаш се појавија кои што беа интересно да се види. Ги имаше и меѓу колеги од различни политички партии и пратеници, но и бивши пратеници и луѓе вработени во фирмите кои што беа од различни политички партии, практично едноставно луѓе во служба на рударското лоби. Тие живееа од одбраната на интересот на тие фирми. Имаше неверојатни напади, имаше и лични напади на мене. Посебно помнам еден напад кој што беше многу вака безобразен и безпризорен. Ма која си ти вака, просто председателка на некоја си зелена партија, што ти знаеш, ќе измислуваш тука цијанидниот раствор бил отров, па ти знаеш ли колку тоа ќе биде разреден цијанидниот раствор во хидроелавиштето, тоа се глупости, ги лажеш луѓето, или сулфурната киселина, па и таа ќе биде многу разредена, така што јас морав да објаснувам дека како инженер технолог и магистар по технички науки доволно добро знам што е отров, што е лек, и ова дефинитивно не е нешто со што може он да си го навади дворот и цвеќињата со раствор на цијаниди и сулфурна киселина, независно колку да се тие разредени, бидејќи неколку ppm од едното веќе се летална доза за човекот. Значи, многу бурна расправа, повеќе часовна, по која што се заклучи позитивно дека законот добива поддршка од мнозинството пратеници и како таков законот беше ставен на пленарна седница за гласање. И што се случи на пленарната седница? Се најавува законот и едноставно салата полека се празни. Снемува кворум и законот не може да се гласа. Кој излезе од салата? Излегоја од различни партии. Од трите големи партии имаше луѓе и од други помали партии, но доволно координирани и доволно како бројка за законот да не може да се гласа.